Продолжуваме понатаму. Централниот настан, мајска сесија, насловен Ајде да се преслушаме, ќе биде на платото на Универзитетот Кирил и Методи оваа среда, 22 мај 2024 година. Ќе биде во суштина за окружување на еден месец мај, кога се одбележуваа настани по повод Денот на Европа. И сега на оваа тема разговарам од мојата десна страна гостин Валјон Салију и Марија Митева. Добро утро. Добро утро. Добри сте? Добри. Да, вака некако. Одлични. Опуштете се, ве молам. Малку неприродно за нас средина, затоа што е многу рано за нас. Да, затоа ве гледам вака збунети двајцата. Меѓутоа малку нас не треба за да почнеме. Готово, еве сега веднаш ќе ни почне разговорот. Ајде сега, зборуваме за нешто навистина многу убаво, нешто што ќе го заокружи вашиот труд изминатиот месец. Може прво со Валјон со тоа какви настани се одбележаа во месец мај. По повод Денот на Европа, во суштина тоа е заднината. Идејата годинава имаме месец на Европа, немаме Ден на Европа, така што активностите почна пред 10 дена, нешто така, да. Убаво реков јас цел месец. Да. И интересната ствар е што Europe House веќе има во 6 градови низ држава, меѓутоа активностите не се основаат само во тие 6 градови. Имаме активности дури во други градови, така да кога ќе анализираш низ активности низ повеќе градови, некако секаде сме последно време. И да, главниот настан е на 22 мај, како заокружување на трудот и се она што да, правите. меѓутоа и активностите не завршуваат таму, продолжуваме, имаме активности во Струга, на крај на месецот и така натаму. До сега имавме доста интересни настани, да. Може Марија да надополни тука што се случуваше изминатиот период, имавте и трибини за тие исто сакам да зборуваме, затоа што тука најмногу се слуша и гласот на младите во суштина. И ајде повеќе вие, да. Како што спомена веќе Валјон, имаме повеќе Europe Houses низ територијата на цела држава и кога ги правиме програмите, без разлика дали тоа е одбележување на месецот на Европа во нашиот случај или станува збор за она регуларна програма која што имаме, секогаш гледаме некако да им придеме многу кројачки, да речам, на програмите и баш да имаме слух за младите, затоа што нив им е потребно во таа средина каде што функционираат. Така што нашите Europe Houses кои што се наоѓаат во Крива Паланка, во Струмица, во Велес, во Битола, во Струга и следната ние во Тетово, покрајна во Скопје. Не само што функционираат во своите градови, туку функционираат пошироко во регионот кој што е околу нив. Така што секоја програма гледаме да ја прилагодиме на тоа поднебје каде што се наоѓаат. Како што рековме, веќе почнавме со осветлување на саат кулата во Битола. Битолчани продолжија многу јако, можам да кажам, со еден одличен перформанс на грчки диџеј, архитект се вика диџејот, има уште редица други настани. Добро, тие се секогаш познати под добра забава, ајде може така да кажеме. Да, апсолутно. Да, добро познати по тоа. Она што да, точно, треба секој поднебје да се следат потребите, да се одговори на истите за младите. Но кога се младите во прашање и кога особено еве велите месецот на Европа го одбележувате, немаат ли, Валјон ќе го вклучиме, немаат ли една цел, немаат ли една визија, немаат ли една потреба, сите не се спојуваат сите во една мисија? Секако дека да, мотото, слоганот на Europe House е местото на новата генерација и претежно све што правиме за помладата генерација, за иднината на. И кога ги спомнавте и панелите, ние ако анализираме ланската сезона, имавме некаде 3 настани дневно, што значи дека во текот на годината имавме над 1000 настани, а ова што се случува сега само е континуитет на тоа што го правиме цело време. Идејата не е да го слушаме гласот на најмладите. Лани имавме и доста активности низ другите градови. Ги имавме младите совети на општините и обично таму преку комуникација со младите, амбасадорите и општините гледаме што реално им фалат на помалите градови и тука се развива некоја мини стратегија да се слуша гласот на младите. Обично наоѓаме на барања и проблеми од младите на помали градови, например, немаат кино, немаат некои основни. И идејата на Europe House е да направиме некои хабови, некои простори за да им се даде тој спейс на младите и да ги поттикнеме некако да го слушаме гласот ниве, пошто имаме доста креативни млади кои што имаат идеи, имаат проекти, а реално немаат каде да ги изразуваат.
И затоа функционираме и регионално. Таму кај што немаме во помалите градови, има Europe Houses во соседните градови и правиме активности во ова. Добро, сепак убаво е да се слуша на тоа дека секој град си живее според своји правила и услови, дека треба да им се подобрат условите. На крајот од денот не е се во Скопје, значи има нешто и во другите градови низ државата, но централниот настан дојде да се преслушаме. Да, мајска сесија дојде да се преслушаме. Што ќе преслушаме? Морам малку да го објаснам контекстот за да стигнеме до мајска сесија, дојде да се преслушаме. Април месец секогаш го празнуваме, да кажам, денот на уметноста. На 14 април е денот на уметноста и тогаш навистина правиме една голема серија. Меѓутоа, оваа година направивме навистина голема серија. Се протегаше низ целиот месец повторно тој ден на уметноста, каде што различни факултети, под капата на УКИМ, кога велам факултети, тоа мислам, уметнички факултети си ги разменија, да кажам, своите области, па така, студентите и професорите од Музичка академија има можност да гостуваат на Филолошки факултет, Ликовна академија, на Драмски и така всушност да ги вмрежиме. И кога имавме веќе една таква голема серија од настани поврзани со студентите, многу следствено и многу логично ни дојде да се преслушаме на една мајска сесија. И всушност ќе имаме многу добар слоган, навистина, да. Благодариме. Смисливме нова сесија, кој што малци им се на студентите, ова година и мајска сесија. Меѓутоа ова ќе биде Ама ова веројатно најмногу ќе им се допадне. Да, и она што би сакала да го кажам во врска со мајската сесија, не дека ќе биде само музичко доживување, туку ќе биде целокупно доживување, ќе имаме и мини поп-ап продавница, ќе имаме мал базар на книги и секако главниот настан на тоа ќе не биде концерт. Да, со тоа што кај мене стои само дека во 20 часот, а веројатно овие настани што ги споминавте ќе бидат и претходно, значи од кога веќе ќе може да се дојде на во 18 часот веќе ќе бидеме наместени, ќе можат сите да дојдат да се Тоа е на платото тука. Да, на платото ќе биде. Добро. Ќе има и food corner кај што. Сега што се ќе има од програмата. И особено ми се допаѓа што се се македонски изведувачи. Ајде, може, кажувајте. Идејата на целиот настан беше некако да ги споиме тогашната сцена со сегашната сцена. Некако правиме некој микс. Патување низ времето и кој тоа најдобро би го направил, Драган Букостич ќе биде ќе го води целиот настан и некако ќе не носи низ времето. И интересно е што ќе се пеат стари познати песни, меѓутоа преработени од млади бендови, добро познати. И мислам дека ќе биде малце поразлично од тоа што сме навикнати да идеме и да видиме по концерти. Прво, не сме навикнати да гледаме концерти на платоа на сами универзитети, а второ, обично идеме, гледаме бендови, ги знаеме песните, меѓутоа овој пат малце и присутните не знаат што ќе очекуваат реално. Вие сакате и постарата генерација да ја вратите она која што завршила таму на според програмата. Ќе ви искористам само уште некоја минута. Велите продолжуваме, овој централен настан, но продолжуваме, имаме уште нешто и во Струга. Така споминавте конкретно месецот. Да, и во Струга има и во Велес не остануваат настани. Во Велес ќе имаме саем, бих можела да кажам, на вина, кои што се од мали домашни винари, меѓутоа ќе има и вина кои што се од европските држави, така што ќе биде еден фин саем каде што ќе можат да дојдат да се дегустираат вина. А во Струга исто така продолжуваме, ќе има цртање на мурал, ќе официјалното отварање на Europe House Струга ќе се случи, така што таму нема канцеларија, сега ќе добие официјално. Не, постои канцеларијата. Тие веќе се машинерија од настани, само не успеавме да направиме едно големо официјално отварање како што им доликува. Па еве можноста сега. И останали некој град каде што нема? Као градови, да, меѓутоа као региони веќе покриваме се. Као региони веќе покриваме. Да, но може некој веројатно од помалите градчиња? Сигурно останува некој, меѓутоа ние ќе ги вклучиме наредниот месец, нека не се грижат. Да, тоа е добро што веројатно кога е млада енергија во прашање оди се полесно. Да, и се надополнуваат искуството, веројатно си го прави своето. Благодарам за гостувањето. Посакувам солеснутие и убаво да помине настанот како круна на трудот кој што изменатиот месец
го поминавте со настани, одбележување на денот, па се разбира се гледаме и со нови проекти. Фала уште за поканата. Сакам да најавам дека не завршуваме на 30, одма следниот месец имаме отварање на нов Europe House во Тетово, меѓутоа нема да откриеме многу, за да не викнете повторно во студиото да ви откриеме. Оставаме вратата подотворена. Добро, значи се гледаме следниот месец. Се гледаме следниот месец. Благодарам. Фала ви. Благодарам и вам.